Здраво, добро да дојдете уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вид вовед, односно историјата на природата генетичкиот материјал, односно на нуклеински киселини како носители на генетските информации. И ова видео ќе се задржиме малце на историјата за тоа откривањето каде воопшто се наоѓа наследниот материјал. А понатаму во наредните видеа ќе откриеме како всушност се открие структурата, како е организиран и слично. Ние до сега зборавме доста всушност за генетскиот материјал, ама обично го разгледавме на ниво на хромозоми, можеби на гени, но не спомнавме ништо за хемиски, за детално структурата на ДНК. Значи ние зборавме дека имаме клетка, имаме јадро и дека во нејзе всушност имаме генетски материјал, кој ние го разгледавме на ниво на хромозоми, каде што спомнавме дека хромозомите всушност е високо организирана структура на ДНК. Сега ДНК нели беше една двоверижна молекула, која понатаму продолжува многу, која се спирализира, многу чекори на спирализација и стига до ваква високо организирана структура, односно хромозом. Сега ние спомнавме за кратко за структурата на ДНК, дека таа е изградена од шекери и фосфори и од азотни бази. И на тоа главно се задржавме, например дека имаме тука например А, Т, Г, С, С, А, Т, Т и така натаму. И од другата верига ги имаме спротивните. Значи ако имаме ТА, тоа што дека има Т, ако има Т, дека има А, ако има Г, има С, дека ќе биде Г, Г, Т, А. И тоа си продолжува и натаму, така по двете вериги. Сега, ќе почнеме во наредниве видеа, ќе се задржиме детално на структурата како се е ова изградено на хемиско ниво и на молекуларно, и со тоа пополека ќе ви се разјаснат различни работи. Веќе не до сега зборавме за како се наследува генетскиот материјал, зборавме за некои гени, алели и така натаму. Тоа се прилично стари истражувања кои ги правеле уште пред да знаат воопшто кај се наоѓа генетскиот материјал. Овие знаеле дека нешто се пренесува од клетките во наредните клетки, така? Има нешто што се пренесува, некои својства се пренесуваат доминантно, некои својства се пренесуваат рецесивно, но не го знаеле до тоа ниво кое ние го објаснувавме во претходните видеа. Значи ние зборавме за алели како се пренесуваат, но не го знаеле тоа што толку детално ниво. Имале само некои математички анализи. И тие работи обично ги правеле, голем дел од работите за кои зборавме ги правеле во околу 1860-тите. Добро, сега идеме на првиот тип, кој е Джонан Фредерик Мајшер, кој всушност овие сега истражувања кои ќе ги спомнам ги правил во 1868 година, каде што всушност он земал една клетка и од јадрото на таа клетка тој изолирал некоја си супстанца, која мислам тошка немал изолирани многу супстанции од секаде, воопшто малце се знаело, но некоја си супстанца изолирал, сметал дека барем го изолирал од јадрото и ја нарекол нуклеин. И открил дека има некои си кисели својства, тоа соединение, дека било кисело и дека имало фосфор во него. И понатаму неговите студенти го преименувале во нуклеинска киселина. Значи нуклеинска киселина. Вака, нуклеинска плюс киселина, значи нуклеинска киселина. Денеска знаеме дека всушност не е кисело, ама останало името. Сега тоа немал појма дека е ДНК, односно така се изолирал. Добро, нареден важен тип бил овој Алберт Косел, кој на тој нуклеин кој не знаеле што е, било некоја си супстанца, открил дека всушност има таа шекери, дека има шекери во нејзе, шекери, и дека има азотни бази кои ќе ги разгледаме понатаму во детална структура, ама он видел дека има азотни бази кои ги нарекол аденин, гуанин, цитозин и тимин. Значи тие биле 4 азотни бази и немал појма тоа како било структурата. Значи ова се сватете дека ова се работело на хемиско ниво. Значи они само довеле податоци што има таму, ама како биле поставени, како биле организирани, немале ништо појма. За да веќе во почетокот на 20-тиот век овој Аурон Левенов, дека лево на сликата, кој бил многу проминентен научник во тоа време, значи почеток всушност на 20 век, значи тоа нека 1900 и некоја, така, открил дека всушност тие азотни бази, значи како што си имаме азотната база, да речеме аденин, нема врска, е прикачена на шекер и тој шекер е прикачен на фосфор. Сега сватнал дека овие единици нуклеотиди, значи оваа единица целата е нуклеотид, дека се повторува. И он предпоставил дека се повторува на овој начин, каде што било една тетрануклеарна
тетрануклеарна структура, каде што ако сега со виолетова боја ќе бележам шекерите, значи тука имало вака шекер, 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 биле азотните бази, каде што ова била аденин, ова било цитозин, тука сме имале гуанин и сме имале тимин. Така и тие биле поврзани со фосфори. Така ќе бележиме фосфорите со жолта боја, не се позна угла жолтата, нека биде темно виолетова. Значи не. Добро, нема врска, повторно ќе обележам. Ева. Фосфорите, дека вака биле, кои ги поврзувале сите овие структури. И он мисля дека има ваква структура, има ДНА, мислам точка не нарекувале ДНА, тие биле вид нуклеински киселини, но ова било таа тетрануклеарна теорија и ова стоела многу долго време, значи од 1900-та до таму си ќе видиме понатаму. Но ова многу го спорило расот, бидејќи кој откриле, мислам тој бил многу важен научник во тоа време и он рекол вака е изградено. И рекле аха, мораме да му веруваме. Мислам, долго време му верувале дека вака е изградено и тогашка рекле ако е вака изградено, тоа не може да носи информација. Бидејќи како ќе носиш информација вака? Нема начин на кој би можело да се пренесува некаква значајна информација и така сметале оваа супстанца која открил, која било откриена нуклеински киселини, тоа било си некоја супстанца која може да било поврзана со некои други процеси, но не носела информација. Бидејќи толку проста едноставна структура не може да биде одговорна за суштината на животот. И тоа е еден вид кратка сумација на историјата односно воведот на историјата на откривањето на ДНА, бидејќи ќе разгледаме уште многу експерименти кои ги правеле. Значи првично беше изолирање супстанцата, која ја нарекле нуклеински киселини, сватиле кој е хемискиот состав, општо кој бил хемискиот состав, и понатаму се представила која е хемиската структура од тој хемиски состав. Така, значи го имале хемискиот состав и овој Аурон Левен претпоставил дека имала ваква тетрануклеарна структура. Поради што има таква тетрануклеарна проста структура, таква проста структура не може да пренесе информација и тука обично рекле готово завршена е оваа работа. Со што многу долго се стопирал развојот на откривањето на ДНА. Добро, тоа беше се за ова видео. Во наредното видео ќе разгледаме експериментот на Грифит. Довидување.